Клуб на здравието. Раскажете ни нешто околу тоа, зошто сега го нема клубот, што очекувате? Значи, ние се регистриравме. И оние што сакаат да дојдат во контакт со вас, каде може да најдат? Значи, ние го регистрирахме нашето сдружение во септември минатата година, значи немаме ни една година од кога работиме. И дојдов тука да видам дали може и колку може да работиме, да постигнеме, значи да развиеме една мрежа, како со луѓето се дружиме, како да им помогнеме, квалитетот на животот значи да се подобри. Вакви клубови има во неколку града. Во неколку градови, значи почнавме најпрво во Велес, а од јануари тука почнавме во Кавадарци и во Гевгелија. И како ги почнавме, значи како сдружение пристапивме до градоначалникот, до општината, ги запознавме во кратки црти со нашата програма, побаруваме соработка, да кажеме најпрво сала бараме, ако може да не се даде за предавање, и ние самите вложуваме во сето тоа да се покаже што сакаме да направиме и така, нели? После некое време, кога тоа ќе завршиме, значи ќе вратиме повратна информација како е, што е. И да кажеме, имавме така 6-7 предавања од почеток, имаме 2 пати месечно, значи преку 2 недели едно предавање. Предавањата беа од страна на најпрво превентивната медицина, после имаме за значењето на протеините во исхраната, мастите, јаглените хидрати, и сега ако користиме квалитетни, која е последицата, ако користиме неквалитетни, која е последицата, болестите поврзано со тоа, нели? Општо многу работа се познати, но така во детали малце ги пообработуваме. После продолжуваме со хидротерапија, значи имунитетен систем, зборуваме за тоа, користење на активен медицински јаглен, како организмот да се прочисти подобро од сите тие отрови, или да се направи, и отприлики тоа е така една програма од 4-5 месеци. И таа програма, да кажеме, ја завршивме и во Велес, и во Гевгелија и Кавадарци, и дојдовме сега во момент да организираме, значи, здравствени одмори, и затоа, кога ни заврши таа програма, едноставно ни заврши и средствата што имавме, ние вложивме, и се вративме во тие општини, понудивме, значи, повторно еден мал краток скромен проект, да кажеме, програма за 4-5 месеци од септември до јануари, во кој што би побарале како да најдеме начин, значи барем нешто да може да се одржиме во живот во тој период, а да имаме сепак континуитет. Например, Кавадарци, програмата ни е прилагодена за зависностите, бидејќи во зимата имаше една дебата за тоа во собранието, присуствував таму, бев задоволен онака како сето тоа го замислија, нели? И си реков дека може да дадеме придонес да соработуваме заедно со општината на тоа нешто, на еден малце поинаков начин можеби, нели, со такви предавања кои што би имале континуитет 4-5 месеци, значи така на 2 недели ќе се гледаме и ќе учиме за елементите во однос на зависностите, како што кога бевме во Креактив, значи таму зборувавме за зависностите и младите, како сето тоа влијае. И посебно зошто ги користиме тие, кои ќе почнеме од самите никотин, кофеин, нели, зошто ги користиме, дека тоа нешто убаво ни придонесува на почеток, но после вториот резултат е доста лош и затоа велиме па сега како можеме природните работи да ги искористиме, за да може да го имаме истиот или сличниот ефект. Сепак да имаме добро расположение. Да нема негативни, значи. Да, од една страна тоа е ефтино, значи воздухот, водата ги има околу нас, физичката култура ја имаме. Сето тоа, храната треба само да прилагодиме некои работи, така да придобиеме од сето тоа. Значи, тука поднесовме проект специјално во Кавадарци. Моментално јас сум и тука скоро цела година, значи тука сум концентриран. Тука би сакал најмногу да се посветам, но сето тоа зависи од тие проекти, нели? Кога сега поднесуваме и ќе поднесеме и до повеќе општини, онома каде што ќе не прифатат, значи со некоја скромна помош во однос на тие проекти што ги имаме, каде ќе не прифатат, таму ќе ја преселиме нашите работи, таму повеќе ќе се занимаваме со тие работи. Понатаму ќе имаме и соработка, да кажеме, и за тие специјални заболувања кои ќе биде, например, недела за борба против диабетис, таму ќе се вклучиме, може да направиме цел таков семинар. Кардиоваскуларните, значи ќе направиме специјално, готвење може да направиме. Затоа што најголемиот проблем ние го наоѓаме тука кога луѓето ќе дојдат на доктор, нели? И кога докторот ќе им каже дека тие треба да го променат животниот стил и храната, обично луѓето дигаат раце. Сега ние сме тука помеѓу медицинските лица, помеѓу докторите, значи и луѓето, ние сме тука каде што тие може да ги испратат кај нас. Ние ги учиме како да готват, физичка култура, како да имат. Да ги вклопат
тие работи во нивниот пракса, живот. многу полесно, многу потешко кога човек треба да измисли како сега да правам храна без животински продукти, како да живеам без сирење, без млеко, да кажеме, без месо, сето тоа, ние значи ги учиме полесно да го надминат. Кога ќе имаме еден рецепт од авокадо како се прави паштета, на пример, многу полесно е човек да го отстрани маргаринот од исхраната. Ако веќе тоа му се допаѓа, ќе каже и така ми се допаѓа, цената е тука некаде, зошто да не? А и не треба многу труд. Не треба. Колку јас себе ви имам слушано еднаш два пати, за тие работи не треба многу труд. Треба само човек да ги вклопи во Да, во ние својот учиме живот. како да биде едноставно, сепак цената да е тука некаде на вкус. Не очекуваме да биде и толку јак, значи малце е помало или толку можеби невкусно, но човек се навикнува спрема ефектот што го има таа храна, многу убаво се усеќа и зависно тој кој какви вкусови има може да си додаде кон тие основни рецепти кои што ги правиме. За здрав аерокрем, например, што ќе направиме, на сите им се допаѓа. И никој не кажал, толку едноставен, дома се прави. Да кажеме и обично ги учиме луѓето како дома, она што не можат или немаат време, пак каде да го купат и што е поквалитетно во однос на тоа. Јас мислам дека овој клуб на здрав живот му треба на Кавадарци и еве еден апел до оние кои што гледаат, кои се одговорни за таа работа. Со вас би сакал да поразговараме уште и за вие организирате одмори, летни одмори или нешто како семинари. Да, организираме сега нешто. за лето, значи организираме во Берово. Интересно е и таму што Кожух. готвите, ги учите на лице место како се приготвуваат, да пробаат, да вкусат. Значи, она во клубовите на здравието, што сме го зборувале, во главном е теорија, имаме и пракса. Значи, не спомнав тоа дека еден час имаме предавање со видеопроектор, значи презентација, каде што презентираме научните докази и истражувања што се вршени за медицината на животен стил. Луѓето ја видат логиката и причината. Пред се ние се занимаваме која е причината за едно заболување да дојде и како таа причина сега да се измене со интервенцијата на животниот стил. И после тоа имаме еден час, на почетокот имавме здравствени мерења. Значи истото ќе го правиме и таму. Ќе имаме здравствени мерења, масти во телото, значи крвниот притисок, сите тие мерења ќе ги направиме, ќе направиме биолошка возраст. За на крајот да се види ефектот, да. И здравата. во тоа запознавање, значи да видиме кои со какви заболувања има, во однос на тоа какви интервенции би требало да преземе. Со секој од нив, значи, посочуваме дека треба да секој пат кога сака нешто да примени, да комуницира со својот матичен лекар, значи да се договори за сето тоа, да си праша обавезно сето тоа, значи оди во таков еден договор. И исто така кога имавме, значи, клуб на здравието, продолживме и со рецепти. Сега тие рецепти ние ги донесовме, обично нема баш прилика тоа да го направиме на лице место. Донесовме, значи направивме некои на лице место како авокадото, но некои ги донесовме или покажавме на видео како се прави, а сега приликата ќе е таму да поминеме 7 дена заедно во природа, постоја на чист воздух. Каде што ќе готвиме. Пред се тука ќе го имаме една работа која во клубовите не може да имаме, а тоа е самиот распоред на ден, како тоа да направиме да бидеме повеќе луѓе на утрото, да кажеме, како доручекот да биде јак, после 2 сати како вода почнуваме да пиеме, значи се тој распоред. Ако човек тие 6-7 дена му се допадне, си прилагоди, тој може да си продолжи да си го има истото. Тоа е вредноста на сето тоа. Плюс ќе имаме, значи, презентации, луѓето со сето тоа да се запознаат и теоретски, исто така ќе имаме и одредени курсиви. Например, таму на лице место ќе учиме масажа на врат. Секој да се научи тоа да го прави, нели? После тоа ќе учиме за хидротерапија, во пракса ќе ја спроведеме. Има една таква хидротерапија кога не фатат првите моменти на настинка, како да го решиме проблемот превентивно веднаш во тој момент, да не чекаме да се развие. Другото е имунитетниот систем, како да го засилиме со туширање, имаме ладно топло туширање, значи како, кога и тоа да си го испробаме исто. Ќе имаме и за активниот јаглен, значи дрвениот јаглен, како дома може да си приготвиме и како да го користиме на лице место. Исто така ќе пробаме, ќе имаме пешачење 3 пати е планирано таму во Берово, значи ќе биде пешачењето 3 пати до езерото. Ќе одиме до езерото и назад, значи не спомнавме дата, може би тоа може да се покажи на слайд подоцна. Од 24, значи јули, ќе бидеме до 31 на Берово, а на август ќе биде на Кожув.
Можеби ќе биде 3 дена, за сега така се превод, ако имаме бројки за 7 дена, ќе се собереме и за 7, тоа ќе биде од 7 август, значи до 14 некаде. Зависно тоа колку луѓе ќе се соберат, обично сакаме помала група до максимум 15 до 20 души. Да кажеме на Кожух, Беро до 15 максимум би сакале, така да имаме уште неколку слободни места. Значи еве кои сакаат каде можат да ви кои исконтактираат? сака, значи може да не контактира или на телефонскиот број кој ќе го оставиме тука кај вас, или на Facebook, ако се следи, значи нашето име е Сдружение Центар за превентивна медицина и природно лечење, таму ги имаме сите тие информации, има настан, значи здравствен одмор на Берово или здравствен одмор на Кожух пред се. Значи телефон имаме, имейл исто така ќе ги оставиме, тој може да ги покажете. Значи еве кој сака да оди на еден одличен одмор 7 дена. Да, тоа ќе биде не само одмор, значи ќе биде и семинари. Луѓето, тоа е еден вид на инвестиција за она што ќе му се допадне, човек да го примине во својот живот и со тоа да се заштити, да кажеме, понатаму од многу заболувања. Како што ќе кажат и некои доктори кои се собираат, да кажеме, на такви состаноци, например на Светска здравствена организација, еден доктор вели каква храна се храните, покажува, детерминира од какви болести може подоцна да заболите. Значи, ако сакаме да живееме не само подолго, туку велиме и поквалитетно. Луѓето некогаш не сака да живеат долго кога тоа е болно. Значи, од една страна како да биде сепак поквалитетно, а од друга страна како и да биде, значи, човекот да биде порасположен, да знае да ги користи тие работи, па социјално да се здружи со група на луѓе кои тоа го практикува, да кажеме. И ќе зборуваме и за честноста, значи, за љубезноста, културноста во однесување, сето тоа комплет. Значи, што би било потребно за еден човек да се осеќа здраво, во здрава средина и да може тоа да придонеси за подобро општество, нели, кога живееме во такво општество, за самите нас е посигурно, подобро, значи, поубаво се осеќаме и покорисно. Многу е важно, например, кога човек работи некоја работа, да ја работи со задоволство. Ако работи со задоволство, ако луѓето го ценат тоа нешто, тој се осеќа многу пријатно, значи вредно и тоа исто така влие многу на здравјето. Сето тоа и на расположението и на расположението, сето тоа се има свое влијание. Конкретно би спомнал, значи, сето она кој што го работиме на клубовите на здравјето, значи ќе го имаме и таму, можеме и да го предискутираме во телевизија. Пред се тоа, значи, хроничните заболувања кои ќе земеме, значи кардиоваскуларните заболувања, како може да се вратат, како да се помогне и да не се случат. Знаеме, тоа е најдобро ракот, најдобро е превентивно и колку може да се спречи, нели, сето тоа, но и кој ќе дојде природна терапија, како може да се користи. Кога ќе кажем и други заболувања како диабетисот, значи астмата, како може да се помогне, па со простата кога се има проблем, значи природните терапии, дури имаме и некои информации за некои невролошки заболувања како мултиплекс склероза, значи некои искуства, како и тоа лупус, автоимунитетни заболувања, значи како сето тоа да се помогне, алергии, зошто како доаѓа, акне и така натаму, значи една долга листа, но отприлики можеме барем хроничните заболувања така нешто да начнеме за тоа. Да, се надевам дека гледачите ќе имаат корист од сето тоа. Драги гледачи, ви благодарам и довидување.